Анкетата на Телма и М Проспект, објавена пред неколку дена, покажа благоводство на коалицијата на чие чело е СДСМ пред онаа предводена од ВМРО ДПМН и на ДУИ пред коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива. СДСМ има 1,6% поени повеќе од ВМРО ДПМН, а ДУИ 1,4 повеќе од Алијанса. Какво е значењето на истражувањата на јавното мислење што се прават на ниво на целата држава во услови кога за парламентарните избори државата е поделена на изборни единици? Имајте предвид дека анкети кои на национално ниво се, да речеме, со статистичка грешка од под 3%, кога ќе се направат на ниво на изборни единици, маргината на грешка се качува на 6 или 7%. Така што не може целосно да се преведе националното истражување на реални резултати по изборни единици. Вака изгледа картата на Македонија, поделена на 6 изборни единици, од кои секоја дава по 20 пратеници во собранието. Првиот регион е Скопски, вториот исто така опфаќа дел од Скопје, како и Липково и Куманово. Во третата изборна единица влегуваат Велес, Штип, Кочани, Малешевијата и Крива Паланка. Четвртиот регион се протега од Струмица преку Гевгелија и Кавадарци до Прилеп и делови од Битола. Во петата изборна единица се најголемиот дел од Битола, Ресен, Охрид, Струга, Кичево. И конечно, шестиот регион е распослан во Полок и ги опфаќа Тетовско и Гостиварско. Во сите изборни единици се запишани по околу 300.000 гласачи, но тоа не значи дека во секој регион се потребни приближно ист број гласови за едно пратеничко место. Тоа пред се зависи од излезноста на ниво на изборна единица и од бројот на партиите или коалициите што се борат за пратеници. Например, на последните парламентарни избори во 2016 година, во четвртата изборна единица при излезност од 75% беа неопходни околу 9500 гласа за едно пратеничко место. За споредба, во шестиот изборен регион, каде на гласање се појавија 51% од запишаните избирачи, во собранието се влегуваше со 6500 гласа, што е разлика од околу 3000. Ваквите дискрепанции кои се појавуваат по бројот на гласови кои се неопходни за 20-тиот пратеник да влезе во собрание на ниво на една или друга изборна единица, многу варираат од излезноста. И имајте предвид дека имате многу гранични вредности. Имате многу места каде и 100-200 гласа можат да променат два пратеника, да одземат еден пратеник од една листа и да додадат еден пратеник на друга листа. Така што тие мали маргинални гранични вредности се нешто што може многу да значи во изборите, особено кај тие помали партии или на тие последни избирачки места. Таква ситуација во 2016 година се случи во шестата изборна единица. Со само 207 гласа повеќе од СДСМ, ВМРО ДПМН освои пратеник плюс, со што ја обезбеди победата на државно ниво од 51 наспрема 49 мандати. Ако само 104 гласачи, наместо за ВМРО ДПМН гласале за тогашната опозицијска партија, СДСМ ќе имаше пратеник плюс во шестиот регион. А со тоа резултатот од изборите на национално ниво ќе беше изедначен 50-50 во пратеници со ВМРО ДПМН. При тоа на ниво на целата држава, ВМРО ДПМН освои околу 18.000 гласа или 1% поен повеќе од СДСМ, но тоа на крај можеше и да не значи предност во пратеници. Слично беше и во втората изборна единица, каде војата на 50 гласачи беше решавачка за ВМРО ДПМН да добие 9 мандати, а Беса само еден, иако освои повеќе од 16.000 гласа. Во оваа анализа за ефектите од поделеноста на државава во 6 изборни единици и од онтовата формула која се користи за да се добие конечната дистрибуција на мандати по партии, важен е уште еден аспект – концентрацијата на гласовите по изборни региони. Тоа е решавачко особено за помалите партии, кои ако имаат регионални упоришта, имаат и шанса за пратеник. Ако пак гласовите им се распрскани низ целата држава, може да завршат со солиден резултат на национално ниво, но да не освојат ниеден пратеник. Токму тоа и се случи на коалицијата ВМРО за Македонија на парламентарните избори во 2016 година. На ниво на држава освои околу 25.000 гласа или 1,4% од вкупниот електорат, но не влезе во парламентот. Листата на оваа коалиција предводена од Стојан Чангелов во третиот регион доби 6.700 гласа, што е повеќе од 6.500 со колку што се стануваше пратеник во шестата изборна единица, но тоа не беше доволно за мандат во тројката. Но затоа ДПА со само 5.000 гласа повеќе од коалицијата ВМРО за Македонија заврши со двајца пратеници во собранието.
Тоа е затоа што гласовите на ДП биле сконцентрирани во една изборна единица, најверојатно шестата, а гласовите на другата партија биле дисперзирани по изборните единици. Тоа е помеѓу другото еден од главните аргументи зошто треба да се разговара за евентуално една изборна единица на држава. Значи, анкетите на ниво на целата држава се индикација за расположението на гласачите, но не и за финалната распределба на пратеници. За дефинитивно да се насети изборниот исход, потребно е ваква анкета да се направи за секоја изборна единица одделно. Но дури и во таков случај, прашање е дали може прецизно да се предвиди поделбата на мандати, бидејќи, како што видовме во примерите, решавачки знаат да бидат и 50 на гласа.